Добро вечер на сите кои вечерва се одлучија да бидат на каналот на својата омилена телевизија и воедно да бидат опуштени и заедно со нас и нашиот гостин помалку несериозни во следните 45 минути. Што знам, барем нас така не доживуваат некако несериозно. И да ви кажам искрено, тоа понекогаш може да биде и многу добро. Да, можеш секому во лице да му кажеш се што ќе помислиш за него, а тој да си мисли дека само се зезаш. Поушти ќе му се насмееш. Светското фудбалско првенство моментално е актуелно и е во тек од Балканот, таму добро одигра Хрватска, а Србија како времето, променливо помалку, Поради тоа веднаш се сетив на една објава пред некоја година по победата на нашата македонска фудбалска репрезентација против Германија. Токму србите тогаш објавија дека ние македонците, откако ни ја легализирале марихуаната, како да сме полудели и сме почнале да играме фудбал како бразилци. Би додал на тоа, изгледа дека и мирисот од истата полудел, па оди и до нив ги преминува сите граници подобро и бетер и од емигрантите. Веднаш се сетив и на нешто друго, а поврзано со првото, односно фудбалот. Своевремено се сеќавам, сите се зачудија кога Шкендија стана првак на Македонија, а Али Ахмети го подигна пехарот. Сите велеа, од кога пак тој стана и фудбалер? Како бе од кога? Па Али од секогаш бил врвен фудбалер. Додека сите се чудат. Али Ахмети ги дрибла 20 години и СДСМ и ВМРО. Да. Но добро, спортот од секогаш бил добар и препорачлив за мажите, затоа што жените од секогаш сакале врвни спортисти. Како дамата која ја прашале како ви е животот со мажот кој бил боксер. Интересен, одговорила таа, бидејќи после секој меч толку е сменет што мислам дека сум со некој друг. Јас се надевам дека и ние од една до друга епизода сме различни, па добро, а и ако не сме, поедно сигурно сме. Имаме различен гостин. Да, денеска со нас е Горан Илиќ Гиле, врвен актер чија кариера трае, па барем дупло повеќе од мојата, што не е малку, нели? И кој ќе ни раскаже вистински кумановски муабет. Затоа ве повикувам сите да уживате, а пред тоа и да се освежите. Па како со што со визијана, природна минерална вода, која и понатаму е пребогата со магнезиум. Еве што денес ке гледате и во што ќе можете да уживате со Нема Љутиш. Ама ја тебе не може да те прегледам ради голема количина на алкохол. И едно време слушаме од под керемиде вади еден стап 2 метра. Кад ме швикнала преку грб, људи. Пред некој ден си кажа, ке пио едно ракију пред и едно пиво после ручек. Ама жена ме пишманикат ми кажа дека нема салата која би ишла само со едно ракију. А ти бре да не се секираш за мене и за моја, да си водиш ред за твоја ѓурче. А дека на најбољи места прима преку врске, ете и тоа е тачно. У име оца и сина, ете и ќерко го запослива. Многу сум се љутија на американци што измислила атомско нуклеарно, не знам што, едно апченце малецко, кај ќе се начукаш са беле, кај ќе станеш да го испиеш и ги све да бре. Абе нека кошта колко кошта, човече. Жено! Жена ли? Тули си? Мултимедијанет во соработка со Алфи Техноцентар ви нуди можност за купување на LED телевизор на рати по ниски цени и без камати. Вистинска промоција за сите нови актуелни корисници кои ќе го обноват договорот за кабелска телевизија. За повеќе информации во наплатниот центар на Мултимедијанет. Единствена можност како до LED ТВ на рати, а без камати со Мултимедијанет. Мат. На здравје. И за здравје. Зашто за здравје? Затоа што е најбогата со магнезиум, за правилна хидратација и физичка активност, за намалување на стрес и мирен сон. Значи, на здравје, за здравје и ај са здравје. Природна минерална вода Визијана МГ 290.
Ама ја тебе не може да те прегледам ради голема количина на алкохол. Па добро докторе, ако да ја ќе дојду јутре кога ќе се отрезнете. Бегајте, људи, крийте кокошке, иде в глумци. Не бе, глумци, колко глумци, едно глумци имамо. Ми не се рачунamo глумци, не бе. Не. Да, али кокошки ја ретко еду, пошто едно време беше на диета, да ви кажам. Така можеш и многу преко овој колено да се го прекрсту. Овако? А некој 10 години не може и затоа овако се еду удобно. Никако. Се дебели. Па качи холестерол и кога докторот иде и вика, слушај, треба да престанеш, тоа е свинско, многу мрсно едеш, многу лапаш, ова не. И мајка ми укажува на жена ми Кетите, вика, Кети, дај бе, вика, спремај малце пилешко, вика, нешто овој, многу тие свиње, вика, лупа овој. Што бе, вика, пилешко? Па он вика, пилешко вегетаријанско го пишува, вика. Веган. Тако едно време беше вегетаријанот сега. Само на пилиње, на кокошки останам. Како да те представу? Горан Илич, да кажу глума со Србију, сике да сака во Македонија, гост од Србију не е? Одека не, одека само ако некој од страно те пофали, тага нешто значиш. Носи српско презиме, Добро, носи жена му што му наручи од продавница, а живи при нас, сега у Куманово туе. Некад помалку у Скопје. Па да. Почесто сега задње време, пошто на деца им помагам тамо да се преселив. Не по работа, не по работа. Они, значи, тато, ми ништо од тебе не тражимо, значи, само да сега испадна керка ми уселуе со еден стан тамо, запна бело технику, сакам, еве, само тој ми помогнете, друго ништо. Од бело технику купим од црн фрижидер, црн аспиратор, од црно air fryer, како се вика, електричен шпоред, све црно, жими очи, ништо од тој бело технику. Ништо. Ти си сега, значи, предузимач. Преземеш и однесеш. Да, јас сум тој што, не, трансформер. Транспортер. Да. Понекад пратеник. Најчесто пратеник. Патеник, не, платеник. Тој највише одговара. Ама не за тебе, за некој друг. Добро, што, дали е стварно дека прво нешто што се сними е 84-ту, не, 82 година. Ле, Слана во цутот на бадемите, што наслов е овој. Па види, се дека напише, види, 4 страни сам извадија, еве, се што снима е филм, серија, плуќе, бубрези, зуб што се снима се Имам ја, знаеш што, ја имам и зуби снимано. Еве, имам го, чувам го, тој ми е успомен, а сега ви кажа зашто. Да најду кој година. Овој не, овој го направи после. Отиде код едну докторку, зубарку тој од Куманово, која ми е полусестра, Весна Ќупка. Значи, мајка ми го има доено у болницу и такој би намал, пошто мама имала многу млеко, разбираш. Познава се по тебе. Раздавала по овој. И ја, сестро, знаеш, заболи ме зуб, викам, вади ga, абе, ниједен зуб не ти е кварен. Ја стварно имам многу здрави зуби. Абе, вади ga, нервираме тебе ти збору. И беше тој кавга едно 5 минута. Ја ќе ga изваду Горане, немој после да биде офлеле. Абе, вади. И она почна, она е крупна жена, знаеш, врти, суче, лево, десно, нога, напредна, извади ga некако. Некој 40 минута се мучи. Само што искочи, отиде дома, дај ми ga зуб, викам, дали, он зубиште толико, да му се седи. Ма гледам ga некако, не ми е баш кварен. Пола сат после тој, заболеме зуб. Јавljam се, Весно, викам, боли ме, знаеш, болите тој да трне ти, знаеш, не, викам, ово изгледа погрешимо го работа. Што е работа? Устари, тај зуб до njega бија болан. И јас запна, мислам, заради мој тврдоглавост останаве, али снимага. Добро. Снимене зуб, Имаш услови. тоа е тој. Тебе те стигнало значи оној зубарки што го највише користи. Овој не беше за вадење. Ај, кад си запнаја, кад ти извадиме. Абе, некад не вадени тврдоглавото си, да ти кажа. Ти си извадил да има ДБ. Има ДБ. Intermovie Database. Ето е. Тај прв филм, Слана од цутот на вадемите, значи беше на второ година на факултет, друго година, тој е по-нашки. Друго, да. И тај беше строго, нали, до друго годину не ни давав да снимамо ништо, зашто кога ќе скочимо тамо, ќе се покваримо. Тие со кваран света, ми на академија светски. Па не знам покварени луѓе дали имало. Од тој академија, добро да не ги оговарам сега. Али стварно бе окој.
Значи филмови доста, после серije некои, а последно време македонски народни приказни со нешто. тој Ке збориме малце попосле за македонски народни приказни. Ке кажи ми народни или па сега стари македонски стари приказни така А нешто. има и стари, овој да си го скрiju новчаните, Да, што не ми го. настави. Ако имаш нешто, Што? скри. Ми обично наплаќamo за гостување, але сега да нашо. Да, човек да, нема скрiju взема новчаните. пари. Тако Подугачко по шамот. 3 минута новчани кој нас не остане, не знам кој за Требаше да збори. проверу да. Крите ги кокошки. Да не направи се некој магијаче. Не. Бајачко некој, да. Све е чисто, не се секире. А бајачка, знаете ли збор бајање од кој збор доаѓа? Баш го објасни што Тој е доаѓа бајачка. од бајке. Значи кога ти прави некој бајке, он ти бае. Разбира, бајка, се причам ти, пришу, заколјам ти, чичич. Ја имаше бабу која баеш. Баба ми Рајна беше позната бајачка. Не толку славна како Свето Петкарка, да кажемо, тие бела големи бајачи, али баба, тие мали, помали болести, да кажемо, сугреби, кашлица, пролив, не дај Боже, ако те пати 7 дана. Колку Баба- болести има укупно така? 9 болести баба ми лечила, меѓу кои и операција на крајници ја правила, значи с нишадар, има смо едно крушче искривено цело сирото, пошто тој доваѓа со пациенти, седнем на троноше, фати се за крушче и баба вика, Зини! А имаш еден глас како бачво да збори, а толицко женче. Зини, кад ти викам! И нишадар од цевко. Пуф! Пукне му ти. И со прст. И стиска муга ове, вика, црка, викај, ке ти пројде. За 7 дана да дојдеш и трет крајник да ти го извади. Никад не се појави човек, виж, али нема крајници. А нема више го. Еј, бабата кој ми баеше, иначе ја како дете стварно беше многу мрзлив, да ви кажам. И баба ви еден ден тамо татко ми дава лектире, вика, слушај Рајно, син ми овие книги да ги прочита, да не биде тупан таму у школу. Ми улагам у njega, мора лектире да ги учи, да ги прочита. И баба ми ништо, пушти ме еден ден, ја се играм таму, играм си соде, играм си ово нешто, фудбал. Друг дан, трети дан, Горане, Гоце, тој кад ќе ми каже Гоце, тоа е нешто лошо, да знаеш. И Гоце дојде, викам, кажи баба, што е? Миле, кажа, овие книги да ги прочиташ и да ми ги раскажеш. Викам, баба, не може, бе. Зашто? Много ме мрзи, бе, баба. Па баба бај од мрзо, викам. Како баба, викам? Бај, вика, сине. Па ја не знам, викам, како тие де, ја ги зборо ние, сугреби, кашлица, пролив, нема ga tu и за мрзо. Не, бај, па не сам ти кажала, вика, ајде поза куќу, ке ти бај. И ја цел радосан, ле, викам, нема више мрзо да бил, сви лектири ќе ги прочитам. Иду поза, фати се за керемиде. Ниски куќичини оние, знаеш, како е керпич. С керпич, да. И ја се фатам, ај сак зажмури. И ја жмури, баба. Ајде жмури, јако жмури. И едно време слушаме од под керемиде вади еден стап 2 метра. И кад ме швикнала преку грб, људи, не, викам, мислеше да сум друштво да го тепам, ке дојде со другарите го залупосмо за малце, него ајде. И фати тој лектиру да читам. Пројдели мрза? А? Пројдели Како мрза? не, Вижте колку има бајање. Куде су книге? Куде да ми още? Просто ги едеше книга. Добро, кога се завиша на академија, како реагирава твој? Леле, тој беше... Татко ми цело време, имаше еднога брата од Чичу, што запишава војна академија. Исто и на njega му идеше школа како и на мене. Он у прва година 11 кеца имаше. Ја тек у треќу сам имаја. 6. Мајка ми, отишла некад мајка ми не на родителски, пошто ја не кажуваше, стварно беше греза луѓе таму да се срами. Да имаше поруке, па да ти пратам на Иде со момент. индивидуално таму на овој. И кога улегнала мајка ми у канцеларија, вика, Горан, лошо, 6 единице. И мајка ме припаднала таму, овие одма шекер, воду, не ќе ги поправи, он е интелигентен, само е мрзливо, оно. И сега баба Ово е пред бајање било. Да. И она женичка искочила си, таму испратили го до Чешмечко карши гимназију, тој у гимназију каде чеш. И не знам како е дошло до дома, али ја доваѓам дома, Горане, оди вамо, Гоце! 6 кеца. А ја умеѓу време добив још едно. Не, викам, 7 имам. 7 имам сак. Кад ме уштипала, леле, мајке не тепа, штипев. Академија, кажамо, и? Академија, и тај братучет ми, као војно лице, он
Види, од ништо би на човек, стан доби, па и жену му додева, све што треба, нели? Што ме следуе? Што следуе. И вика, идеш ти на војна академија. Тавка ми, добро, викам, сви идем на војна академија. Ја кедно време тамо гледам овие глумци, ма што бе ја на војна академија? Ке си иду на глумачка академија. И запишу се на глумачка академија, ма так немаше телефони, јавljам се од Скопје, цел радосен, не знам, 20-30 кандидата колку бема тамо, одбраване нас, јас јавljам, мамо, примиваме на академију. И татко ми дојде од работа, овај Миле, сина ти га примиле на академија. Леле, он не ни улегнае у куќи управо у кафану да части. Син, војно лице. Напија, ја док да дојду вечер, кад му кажава дека уствари на глумачка академија сум примен, 7 дана после тој беше још попијан, од муку сирот. А мајка ми падна на слубе, ке ишла куде Свето Петкарку да разбие овој. Направено ме било на фрлјоти на некоја глумацке бидно. Многу беше мука. Кои се најпознати глумци со кои се снимае? Знам дека со Радета Шербеџи имаш работено, други некои такои познати? А ја од српски. Па они се најпознати. Со кој имам два Дај филма? светски некој кој има? Белосветски. Да, белосветски. Има еден Лео Баси се вика. Так виж колку е. Имам те Лео Баси еден циркузант кога најде у Буенос Ајрес, кад водига театар тамо пред 20 години. Бемо тамо на еден фестивал кој траеше 15 дана. И Лео Баси многу интересантен, тип идеше едно монодраму играше, исто Хомера ga имаше позади njega, само едно тој пано со Хомера и нешто се друже смо, договара смо се да правиме дуо драме оној. Циркуски глумац кој после би наје глумац, кој би наје чудено. И ја онакој пуно се зезнаше с него, пошто 15 дана бемо тамо. И после дојдемо дома, окумано кад се вратиме од тамо, гледаме еден филм, Сузан Сарандон, Кристофер Волкен, Енди Гарсија, не знам, све познати. Филм се вика Илумината. И една сцена, Лео Баси, вртиш и фањар с ноге. Лај, кам гледа будала, с кога сам бија, човеч. Тоа исто како да си глумија со вие, беше Не, конекција иначе направен. сам га видеа мојега дублера, Ентони Хопкинс. Видеа? И имитираме цело време, бе. А не може да докажу никако. Не можеш. Беше на некој воркшоп у Велс, Пемброк, едно место тамо. И тамо тие Ротари клуб кажава ќе дајмо вечеро и утре, пошто не собрава. Ми работиме со супругу, како се вика, Форум театар веќе 20 и кусур години. И тега на тие, тој беше 2003 година, ствари. Некои од тие обуке, бемо тамо и овие као ке часте, вика, и ќе ви доведеме еднога глумца кој многу подсеќа на njega, за мене. Ја викам, супер. Кој ли е, викам, тој ма? Кад оно Ентони Хопкинс. Ја, кад ga виде, луѓе, ја ке умреше. Дублер. И викам го тој мој учител кој што беше, викам, извини, може ли да ме одведеш до njega тамо? Викам, мора да прашам. Ја тој беше еден настал огромен, 50 метра, седнати тие ротери, а све со тие тие медалје, не знам, ова наредени мандала, тие кои што добие, што Они и да стои, титулите. да иде, они су све тие грофови, мофови, некои, и како седе со ја там позади и чекамо, и овај му шепка, вика, има еден од Балкан, така, сака да те види, ова, и овај само направи едно. Тој не Скрчили ти га филм. исто значи и на Велчки не. Не, да се чудиш. Не, абе. Знаеш како, затвори ми се светом, неќе ми паднеше кров на глава. Добре, но викам, ај, добре. Поштига. Живеј. Имитираме цело време. Вук Караджи снимали серију така, многу глумци снима со од Македонија? Не, Вук Караджи, види, ја дипломирам 84 година и мајка ми кажа, вика, ево ти 500 марке да се облечеш како човек. 500 марки беа паре, така. Паре. И куде да се облече? У Истанбул кидеш, тамо сви се облача сме. Се облача се куде сакаш, али облача се тамо. Евентуално Трст беше. И јас, да, Трст, тоа е друга прича. И јас се качу во автобус, отиду у Истанбул, облечу се како човек, дојде овдека и си, дипломира. Да се познава. И у тој време, као ја, веќе се спремаше за војско, требаше, као, закажавише, треба да иду. Умеѓу време доаѓа од Белград Ѓорѓе Кадиевиќ, не знам, и тој у Куманово, тражи в терени, ќе се снима Вук Караджи серија, Шипе, мој другар покојни.
угура се некако екипу тамо, почне се снима ово, оно, муабети, ке воду по Кумановски манастири, по овој, Забел, не знам, Свети Ѓорѓа, не знам, Карпина, оно, појде, шипе. А ја више се откажава, мислам, пошто беше спреман за војско. Сакаше да заврши тој, па после да види. И шипе, брат, да ми ги даеш тие панталончиња, да ги носу, киду у Белград, вика на пробно снимање, и блузиче. Едно жуто, гледај колко беше убаво. И палтиче. Панталонке, блузичи и Ама ти палтичи. комплетно. Облечега, знаеш како за у Белград. И враќа се шипе после некој ден, сирao том колко беше педантан, kad mi ги донесе панталоне, братче, цело мени од пола кафане од Белград. Оно жуто блузиче, не жуто више. Сви едења могуќи, свето е. Брат, да ти вратуве. Нека. Брат, задржи, викаме, ја ке носу војничко. Едни панталоне, два кандидата. И такој не мога да снимам ништо така. А иначе се снимаја со Ској у Балканкан, тамо не се затечемо на сцена, а имам директно сцену с njega у Контакт, филм Контакт, тамо имамо баш јас Воро Кумановски, он ме гледа цело време, тој беше, он и такој требаше да се чуди, на кој ти јазик то причаш? Тоа е есперанто. Есперанто. Ти треба да учите Кумановски еден ден. А тоа е нели јазик Овие кој наши други што снимам во Србија не збори кумановски. 6 јазика збори, 7 го муца. Ке продолжимо да кумановски, малку други содржине и после се враќамо па Горан Иличко е нас. Пишман. Збор. Мушки род и означава човека кој се кае, откажуе се од нешто, предумишља се. Пишман аџија па е израз за човека кој тренутно го менја одлуку кој го е донеа непосредно пред менјачко. Откажуе се од претходно донесено одлуку и има ново. Пишманлык е привилегија на размазени, несигурни и нереални. Еве и јас сам бија пуно пут несигурен, признавам. Пред некој ден си кажа, ке пио едну ракiju пред и едно пио после ручек. Ама жена ме пишманикат ми кажа дека нема салата која би ишла само с едну ракiju и дека пиво не е ладно. Нереален па сум био неколку пута. Обеќам си дека од плато ке си купу нови панталоне. Ама пишмани ме жена кад ми каже дека и моју плату го е потрошила пред време. За некоја љинче, за свадбу. Размазен не сам бија никад. Па ја кад удару струкува стало и кад ќе кажу дека нема да ga једу пржољак од ичер, тоа е и готово. Не сам пишман. Знаеш ли ти, Ставре, дека ја кад ќе се напiju не се плашу од ништо? Одлично. Ни од жената ли, бре? Ето, толку пијан не сум био. Па на тебе не ти ни личи више да се напиваш, бре, баце Стојко. Од кад си ти напунија 6 години? Ќе почне нешто да ти откажуе. Што сака нека откажуе, ја не откажују. Знаеш ли ти, Ставре, дека човекот ќе напуни 6 години, цркне му еден осигурач? Цркне. Па ја, бре, не спомна за цркнување ништо, ја рече за откажување. Цркне, па ја, бре, сук за некој ден ќе напуну 6 години, не давам ништо да ми цркне. Јак, бре. Ке ти цркне. А кад ќе напуни 65 години, так ќе ти цркне још еден осигурач. Да, бе, а кад ќе напуну 75, так што ќе ми цркне, крала ли? Не, так ќе ти цркне струјомер, а ќе почне да ти работи водомер. Водомер. Па водомер, бре, грешка си, виж, ништо не знаеш. Ја немам водомер од тие, државни. Ја, бре, си имам свој бунар, не сам на тој водоводну мрежу. Ако, так ќе ти цркне гњурче. А ти, бре, да не се секираш за мене и за моја, да си водиш ред за твое гњурче. Невеста води ред за моје гњурче. Гланца подмачкуе, чисти, полира и не се нервира. Како ми стои на мене овај нова млада жена? Добро, а? Одлично ти стои. Само што не ти лега. Стои, како воловско уво ти стои. Сак ме секираш. Какото е како воловско уво?
Па тако е, далеко си од се тој што е за секс, а близко си до рогови да ти набие. Овој ти враќам за Ѓурче, да знаеш. Него, Стојко, кога смо веќе около враќање, ти превратиле ми ги онај пут 50 евра што ти даде на заем? Не сам ти ги вратил и немам сега да ти ги вратил, него ете што викаш кад смо куде враќање у овој нашу дружбу. Прво што ми падне на памет и ми се врати у мозак е дека не смо пинале, ништо бе. Да се учукамо, да си се дружимо, а? Бре, и ти за тоа ли се секираш? Ја па за тој ич не се секирам, да ти кажу право. Ја ба се Стојко и пијан и трезан само едно воду ред. Да не остану дужан на никога. Ете, тоа е мој заклучок. А за дружење пак ќе се дружимо, не е проблем. А заклучија сам ја да ти кажу право дека пуно луѓе с мене се дружи ради паре. Со тебе ради пара, ајде, бре, Стојко, па ти од си зимаш на заем. Па си викам, ако ги врату паре, па ја ќе остану сам бе. Ај сак сипи по едно ракију да се дружима. А види, ке си поне дека нема, ке се дружимо, али да знаеш дека заем има да си ga вратиш на мене до евро. Зашто ако не ga вратиш, ке почну ја да се секирам. И тек тага нема да можеш више ни да се дружиш с никога, ни да пиеш. Зашто ке мора так ја тебе да те насекирам. Ја, се викам без парица и нема се, а сви бесни автовози по кафе седи, по цел ден. Немало работа, демек, бре. Па нема, за онога што неќе, нема. А за онога што го тражи, увек има работа. Увек. Па мене тате ми вика. Досе, синко, запамти што ќе ти кажу. За будалу и на свадбу работа има. И тој ми ga кажа на едну свадбу, куде ја служеше, ете да му помогну на другара малко, зашто он се оженија, па не може сам. Работу да најдев, бре, не можев, а да просив може. Еден ми вика, дај ми 20 денара и ја да си иду с автобус. Викам, беге, ајде, немам ситно, немам само 100 денара имам. И па ако дај ми ги 100, ја ќе си иду с такси, а ти си иди с автобус. Ете, бре, нерадник. А дека на најбољи места прима преку врске, ете и тоа е тачно. У име оца и сина, ете и ќерко го запослива. Ја, ете, кад идеш у тој агенцију за вработување, увек викаш оно кој, учтиво, знаете ме мене, ете, добар дан, ете, ја дојде и тражу работа. А тој што седи таму у канцеларiju ми вика, ја исто тражу работу, утепаме досада цел ден. Па тој бре само куде нас може и нигде другде. У агенцију за вработување на врата пишуе забрането за невработени. Замислите, ете, тој напишале. Па такво нешто бре може да напише само некој кој е поглупи од мене, што ми кажае тате. Збори смо за филмови, за серија, македонски народни приказки, за театар ништо не спомнам. А тој мисло дека ти е кариера и најбогата. Колку улоги укупно имаш и тој броиш ли некои глумци брои, педантно се води в евиденција? Ма никад педантан не сум бил. Затоа ga истрпеш и питам ми сука ми пропастионо. Од прилike имам негде 130 и нешто, 100, појма нема. Театарски улог. Да. Јас сам бил на сцену исту представу со Христо Шишкова, маце такој. Чуја сум за тебе дека си бија со Петре Прличко, ја не сам бија, па ти љубомору малце. Хо било тој с Петре? Ти бија ли си роден тај? Па не знам кој година. 76 година. Бија сам мал. Мал. Подруго, покрупан. Значи, негде 76 година јас се вратил театар, да кажем. Зашто како мал, негде 5-6 години каде имаше, одведеме стринка ми Љупка Врджинска, тамо требаше за едну улогу, па не ме одбрава, пошто многу ми се мочкаше лево, десно, и видео да мога човека не би. Што е овој помочко, не. Дај друго дете. Ајде, вика, тргни го овога, дај друго дете. И доведева друго дете, нормално. И после, негде 76 годину, едни мои другари, кад изведуеше, ја имитираше така,
И вика, бе, ти си само за глумца, бе, ти ќе те одведемо ми у театар. И стварно одведеваме у театар тамо. И почна с статирање. Една од тие мои први улоги, да кажемо, статирање беше каде Петар Парличко у Сомнително лице. Нино Величковски, иначе наш познат певач, мој другар. Еден вечер требаше да иде у Скопје, не знам нешто да снимале, појма немам што. Вика, Гиле, облечи го овој оделце, имаш шешир, ти треба само да пројдеш покрај Петар Парличко, тој е измеѓу публику и сцено, он тој измисли некој сцену Петар Парличко у Сумњево лице. Он и режираше, да? Да, он режираше, играше Геротија Пантич и само треба да кажеш добро јутро и да си отидеш. То. И ме ја узбуден, цел леле ќе глумам сега, облачам се тамо у Нинови тие дела, се им беше поголемо, повисок една глава од мене. Јас си беше слабичек тога. После ме уранива. Ја не го памту слаб. Он Мал сум ви. Имам слики каде не. И јас се облече цел, иде од тут Парличко со страшнога глумца и ја треба да кажам добро утро, и викам добро утро. И Петер ме гледа с тие очи неситни. Кој си бе ти? Па, што барам бе, кој те пушти тука? И ја не знам што да кажам, не знам да импровизирам. Луѓе, абе тој беше готово, мислам ќе умреше. Шок. Тие со неколку секунди с Петра Тие се секунди, прослави. тој се ми се заврте, викам ја глумац никад не. Нече, ова е проклета работа. И некако пушти ме тамо, ја избега, леле, викам, никад више. После дојде едно 2 сата не е караја. Зашто? Не сме му кажале дека друг статист многу беше педантан за тој. Неверојатно педантан. Зашто не му е кажано дека статист друг ќе биде, не Нино, некој друг дош. Значи многу сакаше професионалност. И затоа издржа толку време, фала Богу. Да. Он мисли. Ја. Да, да. Бифе сега не работи у театара. Јас знам дека најубави случаи, догаѓаи се биле баш у бифе. Бифе беше. За тебе поврзано ми кажава нешто да те прашам за некој фломастер. Што е работа со фломастер? Цртаја ли си тој што си цртаја или? Не, има друга. Карикатура црта. Има една друга приказна. Тамо најсладки муабети се воде со бифе. Значи, Но. ми аматери погодово дојдемо и трчимо да слушаме овие постари што збори глумци, значи кој ќе почне и како они збори, знаеш, застанете кнедла у грло и гледаш и они пиев тамо ракију и стои, на има ги стои некоја кнедла ваља. Вруќе, една Ти добра. гледаш они што прави, ти правиш, али мене многу брзо ме фаќаше, тоа е све. А речи ти сви Три умово Але. збори, да седиш со сати. Ристо И ја Шишков 3 влазеше. ракија напил, испил и паеш 3 да кажемо и дојде дома, леле, ке умру, све беше убаво, али после беше тешко. Значи, многу ми е било тешко, многу сам се љутија на американци, што измислила атомско, нуклеарно, не знам што, едно апченце малецко, кај ќе се начукаш са беле, кај ќе станеш да го испиеш, И ги све да абе прави. нека кошта колко кошта, човече, не знам, дај би пола кило крв, сигурно. Па имаме и македонци измислено јуж, нели се провере? О, леле, југо. Не помага. Па трчиш после оното време. Да, се тој други пат ќе пренесем. И фломастер? И фломастер, ја викам, сабале се буду глава, толика, како се завртувам, мозок остане позади како на ластику ми е цело време. Мајка ми, сине ќе дојде покасно. С други зборови, начукам беше. Дај ми фломастер. Дај ми га фломастер. Ја имаше една маркер тамо, ујко ми у Германија донесени га, тој време немаше маркер, дека обични фломастер, али јас маркер. Кој датум ме викам? Шкртам га, оденска, Горан не пие више. Добро, сине, добро, ајде. И тако ја не пил, абстинирам, пројдев 10 дена, па ме погоди муабет. Муабети га, абе, знаеш што, најсладко тој ти е 3-та, 4-та, 5-та. И па отиду дома, па овој, и буди ме мајка ми се. Сине, еве ти мама фломастер, ја кидам на пазар сак да купу нешто за ручек, вика да га пречкрташ и да нешто. И последно време гледам на календар некои 30 такои шкртка. Кад сам се откажува, абе да се откажеш од алкохол е најлако. Ја 1000 пут сам се откажал. Не, тој не. 1000 пута, верујте ме. Пропушти од славни личности да кажеш, а знам дека се снимаја со Франко Неро. Ајде да ми кажеш како е било тој. Мисли дека нешто сте јавале коњи? Бановиќ Страхиња филм. Бановиќ Страхиња? Тој ли глумеше Франко Неро? Бановиќ Страхиња
едно мужиште како мене, 3 сантиметра понизак од мене. Филм требаше у Маврово да се снима тамо. И ми у Вардар филм иде смо сироти, седимо тамо у тој бифе, жулјавимо по некој, немаш паре, човече, ракија, чекаш некој да те части, овој вртиш се, ке дојде улога, се нешто, но, и вика едно време доаѓа еден бата камени беше и Звонце, двојца најпознати каскадери од Југославија, значи од Белград. Јесте јахали коње? Како не? Јас сум јахал коње. И јас стварно сум јахал коње. На академија, камен? Не бе. У реку каде да смо се бањамо тамо па начекамо коње. У Шупли камен, Шупли, у Студено бару сам јаваја коње, у село Пчињу сам јаваја коње. Пија селс. И ја чак, знаеш што и без оглав сам ги јаваја. Озбилно? Искуствен јавач. Искуствен јавач. И ја како не викаме на моите море. И товарима на едно комби, беше Шипе с мене покојни и Јане покојни, мој исто кумановац, глумац. И отидемо у Маврово и некоја копродукција италијанско, српско, македонско, појма неам тој. Дојдете еден тамо што исплаќа, дека да дневница да узмете. И ја прво одма. Шипе вика седи, нели те срам, треба да чекам, па овака прави се као не ти интерес. Како бе не ми интересира, немам динар, викам. Като иде тамо ми наброја $50, така. Викам добро. И у тој врткање чекамо, што чекамо? Коњи ги чекамо. Ај добро, викам коњи, кидај коњи. Ја улегнав унутра, нарочистим мастику и тамо имаше многу интересантни грнија с кисело млеко, абе, да ga сечеш ово кој се снош. Ова ме за здравје. Тоа е, абе, знаеш што е? Маврово, човече. И пратиш го ситуација. Прату ситуација од прозорче, там чекам камион, и едно време дојде камион. Ајде излажите вани, ајде и ти на мене. Занеќаме одма од прво кад ме виде с мастику и даде ми паре плюсот. А овие надвор не, они су господа, они чекав на развој на ситуацију, не су лакоми, јас сум лаком. Добра, ајде лаком. И искочимо надвор и овој отвара онај камион, доле. И кад искочива оние коњишта, брате, камиле, 2,5 метра коњи. Ја отидев за стана тамо, стомаков дек му почине. Оние селски ниски. Ја оние што се геваја, брачо, па нема бе, Прелипиш го. кажу му се еден камен само, најде одма рипно преко ногу. О, викам, што ме, од камион треба, од кран треба да ме ставljate додоро. Ајде попни се. Не бе, брат, викам, ја нисам јахал овакве коње, ја сам јахал не. Па где си бе ти јахал? Па кажи му Шупли камен, Пчињу. Ја не лъжа. Како те ние срамота оно? Бешто. Тръгни се тамо. Јас су тргна тамо, отиде да си допил тој. Пиење. Шипе се качи покојни. И Јане. Двојца, 2 коњи. Драк, едно време. Коњи, оние огромни коњи. По двојца ги качуе со. И едно време коњи, еден фати натамо, еден лево, еден десно. И снема ги глумци, снема ги коњи, нема ништо. Едно време гледам онај коњ. Албанска граница више, готово. Сам, нема га глумац. Фати Јане натамо. Вамо се вртимо, Шипе га нема, коњ га нема, нема ништо. Ја од десове, овој неки лопови, украли коње, ово, оно, не га коњ тамо. Иде Јане, сирото тамо. Ово кој оде? И овдека грива. Се држе. Он како се фатија, се роди скубаја га коња цел. Колку ли било страшно тој докле. Нема 5 минути иде Шипе сироп. Батлак цел. Абе, овој ја може да га рипну онај поток тамо он нешто ово. Добро. И тако заврши тај епизод. Иначе Франко Неро беше досадан тамо. Зашто врата ми се отвара во овакој? Сакам да се отвара во овакој. И они му смени в касу. У хотел. Да? Да. Неќу овие тапете. Нервираме. Свижена? Они му прави кеф и среќен сам што не снима с него. Само да прашам, Шипе и Јане земавали дневница? Не се, валјда да не ги јачам. Па не умем да јавам, нема дневница. Он унапред земаја. Не се сеќам стварно. Не, али они игра на тој карту демек чекај, знаеш, треба да си стрплив, скроман. А ја то су лапурде бре тамо, тој се. Ако не им земеш паре, готово, чао. Нема сад, знаеш што, као овие македонски продуценти.
Kad me vikna na film, Goran, vidi se, nešto ti kaže, znam, nekam se, nema pare. Штом почнува. Не, добро, не е проблем, му кажа, они фини, сега, нешто, буџетот стварно е никаков, неке треба да имаш разбиране. Не, нема проблем. Следеќи филм викам, да, следеќи филм ќе ти да. Увек е следеќи. Све ја чекам ќе ти ја никад. Још га нема следеќи. Нема. Ке има следеќи куде нас. Више до гостување. Ово су кумановски приказки, не су македонски. И само дел од кумановски дух кој ти га носиш со себе. Ја увек сакам да поправам мој вет с тебе и уживам стварно тие приказки. Надам се дека ќе направиме још едно гостување да се доискажеме, па не баш до краја, ама још едну епизоду ќе направиме утек на сезон. После кој ти да снимаш још пуно работа, филмови, серии, освен главу све друго можеш да снимаш, све после кој да снимаш. Главу не може само. Не, зуби ги вадиш кад ги снимаш, нели? Коки кад ги снима зуби, извод. Ја само брку извадам, покажу што има да ги снимам. Радите, Тој, за Том Џонса, знаеш го тој? Кад појаја негде, вика, он е сак више 80 колко таму. Жив ли он, да? 80 и пуно. Том Џон, вали. Мора да вика, живи, по кој ќе пое? Тие фанови, фанке негови, како се вика? Фанке. Кад доваѓам, нели, кад бија млад, они гаѓав га со Брус Халтери. Прс се вика, нели? Ето за да фрли една овој, фрли. А сега на задни концерти по 5-6 вилица наваѓаат. Таа е генерација. Тоа е фаштање. I love you, Tom, I love you. Јоше Бут, фала ти многу што беше наш гост. Надам се дека ќе имаме па прилику. Фала ви на вас што ме викнасте, значи ти сте се. Надам се дека ќе правиме још некој овој. Па серијал е. Тако е, серијал. Да, серијал. Ти си постарка, ти можеш још да се сеќаш и ми се сетисно, не е проблем. А ви не мора да се сеќате ништо, седите, гледате, уживајте до крај. Море, Адаме. И ти си го навеја. Жена ми! Тули си? Добри, кој програм да уклучу на машину да исперу мајцу? Зависи што пишува на мајцу. Што пишуе? Чек да виду. Пишуе Vamos Барса. Мат. На здравје. И за здравје. Зашто за здравје? Затоа што е најбогата со магнезиум, за правилна хидратација и физичка активност, за намалување на стрес и мирен сон. Значи, на здравје, за здравје и ај са здравје. Природна минерална вода Визијана МГ 290. Газда! Колко е газа толку ти домаќин. Кажи, мајсторе, кажи! Дојди малку. Слушај ока, ќе купиш едно 10 штекера. Од куде? Било од куде, не е важно. И ќе земеш едно 50 метра кабел. Било од куде? Како бе од било куде? Не од било куде, после струја или да те утепа? Од кабел кој ќе земеш. Ај, мајсторе. Мајсторе. Од кабелко. Од кабелко, ама дебелко. Глеј. Фабрика за инсталациони кабли со врвен квалитет. Кабелко Мак, Куманово. Мајсторе, свети унут, Свидетелствата и ова година задоснија, редовно веќе е тоа ништо чудно, ама книгите за среќа на време стигнаа до основците. Да, дури деновиве и тоа не сите, туку само дел. Па толку и ќе знаат децата кога ќе одговараат и толку да бараат професорите од нив, за 5 само дел. Кој знае пак што добро ќе произлезе од ова доснење, бидејќи добро беше што задоснија свидетелствата, да ви кажам право. Добро, и стигна, кога стигна? Во септември. Па со тоа децата добија шанса да ги поправат оценките. Не со ургенции како што е обично, туку со знаење. Има време и со знаење, се разбира. Зависно нели од тоа кој родител, кого од професорите знае. Кој знае.
Сега кај нас најтешко е детето во градинка да го запишете, а потоа, ако знаете некого, магистратура и докторат лесно ќе си земе, ајде. Добро, ние такви амбиции немаме, ама секако имаме намера да се вратиме со вас следниот викенд. До тогаш, чао. Не, трк, ке ти цркне струемер, трк. Трк, 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 трк. Пишманлык е привилегија. Како бе привилегија, бе? Куде су ми наочере? Ја те видам да јас не знал, чове. Сме почнале да играле фудбал, да играле бе. Играле се делие. А како ми стои ова е моја нова младана? Не ти иде млада, Ајде. не ти стои бре. Не ми Виж стои. дека ти стои млада. Па ја като удару с рукува стал. И кога ќе кажу дека нема да га једу пржељак, леле. На предпоследниот збор ќе погреши. Кои вечерва одлучија да бидат на својот омилен Камал.